Инфективните болести се заболувања кои се предизвикани од патогени микроорганизми, бактерии, вируси, паразити, габички и друго, и нивното појавување од сезонски карактер. Во периодов на прво место се пациентите со гастроинфективните заболувања со дополнително покачена температура, вели инфектологот Дијана Шишкова, и додава дека во истото време се зголемува бројот на пациентите со долно-респираторни инфекции. Типично е за нашите инфективни болести дека имаат сезонски карактер на појавувањето. Така да и ова лето, како и другите лета, доминираат неколку типови на инфективни заболувања. На прво место, пред се, можам да кажам дека најчести наши пациенти се пациентите со гастроинтестиналните потешкоти, во смисла на повраќања, проливи, малаксаност, значи многу чести диареи, а често од нив имаат и покачена температура. Со оглед на тоа, најчесто пациентите одат како во смисла на некои цревни вирусни инфекции, дел од нив се причинети од интоксикација од храна, како бактериски алиментарни интоксикации, а секако имавме и спорадични случаи на салмонелна инфекција, како салмонелен ентерит, меѓутоа тие беа како изолирани спорадични случаи. Имавме значително зголемен број и на хоспитализирани случаи со долно-респираторни инфекции, како бронхопнеумонија. Причините за ваков тип на заболување се претежно од нехигиенска основа, дали тоа од нечиста вода во која се бањаат лицата или пак неиспитана за конзумирање, како и недоволно миење на рацете и дел од исхраната. Бањање во некои си води кои не се добри хигиенски, да речеме во реки, во базени кои не се одржуваат правилно. Може да бидат причина употребата на нечиста вода, несигурна вода за пиење, значи која не е бактериолошки проверена, дали се тоа бунарски води, чешми, природни. Доколку имаме такво сомнение за неисправна вода, значи треба дури неа да ја провриеме па да ја консумираме. Треба како превентивно да одржуваат добра лична хигиена, со редовно миење на раце, со употреба на чиста вода за пиење, на проточна вода за миење на зеленчукот и овошјето, храната да биде убаво термички обработена, да биде чувана во фрижидер, најчесто се препорачува свежо припремана храна да јадеме во летни време и правилно да се чуваат намирниците во фрижидер, со цел да се избегнат појавата на вакви случаи. Овие заболувања, покрај другото, се пренесуваат и од инфициран човек или животно и имаат склонност да се распространуваат во вид на епидемии. Овие болести постојат откако постои човештвото и се споменуваат уште во најстарите времења на докторите Гален и Авицеа.